Каде заглави Бриселскиот договор од 18 март, до кога Македонија ќе биде земја која што ќе згрижува неколку стотици бегалци и мигранти кои што по затварањето на балканската рута останаа овдека во Македонија. Денеска сме на Винојука, со мене денеска во вестите е еден од представниците на Црвениот крст, Слободан. Слободан, ти како представник на Црвениот крст најасно можеш да ни кажеш. Ние сме сведоци дека неколку десетици, точната бројка е некаде околу 110 лица кои што се во моментов на Винојук се овдека. Се врши нивниот редовен преглед, деновиве почната е недела на имунизација, па и тие беа дел од недела на имунизација и сите оние кои што им беше извршен прегледот беа и вакцинирани. За кои вакцини станува збор и како редовна вакцинација или плюс вакцина? Така, вака, во однос на нивната здравствена состојба, значи, уште со самото нивно пристигање овдека, кога знаевме дека ќе се задржат малку подолго, значи, соодветно, од наша страна и од страна на Министерството за здравство е извршен комплетен преглед во однос на нивната здравствена состојба. Сите соодветно, како што рековте, имаат примено соодветна терапија и соодветно секојдневно ги обслужуваме со потребните лекарства. Исто така важно да напоменам дека од оваа група на луѓе кои што се овдека имаме и неколку новороденчиња. Баш денеска беше и терминот за вакцинација на едно од нив, така да пред малку го завршивме и тоа можам да кажам како активност денеска. Така. Второто прашање тоа би ми било. Значи Винојук е домот на малата Марија која што е само неколку дена и се роди овдека во Гевгелиската болница. Ги прима редовните вакцини, но незините родители не се од онаа група на 11 бегалци и мигранти кои што побара азил. Остануваат овдека? За сега се овдека, значи соодветно правните регулативи кои што надлежните органи се надлежни, нели, како што реков, да ги водат. Овдека се оние луѓе кои што се Марија, да, можам да кажам последното новороденче, бидејќи имавме неколку од оваа група која што овдека, кој исто така за секој едно од нив соодветно е пружена здравствената помош и потреба како на секој едно новороденче и се третира, нели, како и секој едно новороденче кај нас во државава. Пред 2 недели Хелсиншки комитет излезе со информација дека се забранува на сите хуманитарни организации дека во Винојук да се дели храна и вода, дека само оние кои што добиле лиценца, дека само тие ќе делат храната. Од каде се хранат овие луѓе кои што се овдека на Винојук? Така, задолжени за хуманитарна помош овдека во Винојук, како и на тоа се Министерството за труд и социјална политика, но ние овдека како Црвен крст обслужуваме и работиме со кујната која што секојдневно разнолика храна се служи во термини соодветни за појадок, за ручек и вечера, така да повеќе од месец дена е отпочнат процесот на послужување на топол оброк и храна и работата на кујната на Црвениот крст овдека и секојдневно се работи соодветно барањата на лицата кои се присутни на подобрување на истата храна со која ги послужуваме. Ти благодарам за денешното учество во вестите и додека Брисел не испрати јасна порака што со овие луѓе кои што не се само на Винојук, туку и на Табановце, остануваат во Македонија и до кога ќе биде сигурно јасно по наредниот самит на Европската унија.